ориз и да се обезбеди зелена нафта за земјоделците се само дел од мерките за подобрување на состојбите во земјоделството што ги предлага ВМРО Народна партија. На пресконференција што го организираше Општинскиот комитет на партијата беше упатен повик и за средување на инфраструктурата во Кочани. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија сака да укаже на тешките моменти за кочанскиот земјоделец и да посочи на можни мерки за решавање на пласманот на оризот. На пресконференцијата претседателот на партискиот огранок Љупчо Стоилков упати повик до државната власт да им помогне на земјоделските производители, посебно во пресед на престојната пролетна сеидба. ВМРО Народна партија апелира пред се до пратениците во Собранието на Република Македонија кои потекнуваат од Кочанскиот регион да ги надминат меѓусебните партиски разлики и веднаш и заеднички да побараат од владата на Република Македонија да ги зголеми стоковите резерви со ориз, при што ќе откупи дел од преостанатите количини, со што ќе се развижи состојбата во која што сега се наоѓа истиот. Да побараат да се обезбедат стимулации за извоз на оризот, да се спречи увозот на ориз и да дадат предлог да се обезбеди така наречена зелена нафта за земјоделците или пак таа да им се додели како што се даваше по 10 литри по декар во времето кога премиер беше господинот Љупчо Георгиевски. Да побараат од владата и министерот за земјоделие кои на пресови ветуваа дека оризовата арпа ќе се откупува по 25 денари, да најдат начин и да ја надокнадат разликата во цена која што како штета ја претрпи кочанскиот земјоделец, поради тоа што инспекторите забрануваа откуп на истата по тогашната цена од 21 до 22 денари. Со ваквата политика, тие директно доведоа до прекин на откупот на и губење на традиционалните пазари на кочанскиот ориз, бидејќи истите обезбедија ориз од други места. Истата оваа работа е причина за создавањето на огромни залихи и пат на цената до сегашните 16 до 17 денари по килограм оризова арпа. Само по основ падот на цената за овие 5 денари по килограм оризова арпа, кочанскиот земјоделец загуби по околу 4000 денари по декар, со што сумата од 350 денари која одобрена како зголемување на субвенцијата по декар оризова насад станува смешна. Само поради ова, загубите на ниво на општина Кочани се мерат со редот од милиони евра. Покрај ова, апелираме до Водостопанството Брегалница да внимава при обезбедувањето на вода за наводнување на површините под ориз и нивната распределба, како одредени региони не би биле оштетени за сметка на другите. Од пресконференцијата Стоилков повика локалната самоуправа да преземе мерки за санирање на оштетените улици, затоа што поради состојбата во која се наоѓаат, сообраќајот се одвива отежнато.